Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги. Моето обраќање ќе биде повеќе како една процедурална конструктивна забелешка. На самиот почеток би сакал да нагласам дека дефинитивно имаме потреба од вакво предлог законско решение и дефинитивно позитивно ќе се изјасниме затоа што ова е единствениот момент кој што досега оневозможува влез на вакцините од фирмите кои што имаат представништво во странство, меѓутоа не се, да речеме, регистрирани кај нас за дистрибуција и промет на вакцината против COVID-19. Чисто само сакам да укажам процедурално дека можеби ќе беше подобро претходно заеднички да се состанеме и да се договориме ова предлог законско решение да оди како консензуално предлог законско решение, бидејќи и пратениците од опозицијата дефинитивно би се потпишале на еден ваков предлог закон. Тука нема ништо спорно. Исто така сакам да кажам дека она што го содржи ова предлог законско решение е нешто кое што мораме сите заеднички да го донесеме час поскоро, за да можеме и да започнеме со она што земјите во регионот поблиску и пошироко веќе го имаат започнато. И со оглед дека имавме многу кратко време од закажувањето на седницата до самата седница на Комисија за здравство, немаше реално можност, со оглед дека имавме и пленарни седници, да поднесеме предлог амандмани, па можеби доколку дозволува оваа седница истото да го продискутираме сега додека трае седницата, па да се обидеме ако можеме истото да го инкорпорираме во ова предлог законско решение со оглед дека е второ читање и дека би требало да има можност да дадеме амандмански предлози и решенија. Мислам, дефинитивно би го поддржале ова, би застанале и како потписници да оди како консензуално предлог законско решение доколку се сложат колегите од владеачкото мнозинство, затоа што ова е нешто од општ заеднички јавен интерес и треба, мислам, заеднички да го донесеме. Ви благодарам. Фалмдерит. Ви благодарам.